Добро дојдовте назад, добро утро секое утро. Се бавиме со сите теми и со сите области поврзани со ова вонредна состојба, па така и за престанокот на работниот однос. Токму за оваа тема денеска ќе го прашаме професорот Лазар Јовевски, кој е професор по трудово право и секако стручен совет ќе ни даде токму тој за оваа тема што одбравме многу актуелна во овој момент. Добро утро, професоре, како сте, верувам, во домашни услови? Добро утро, добро, одлично. Еве, ве пратам. Така треба, професора. Добро правите, значи. Пандемијата на коронавирусот предизвика и епидемија на откази, освен нели епидемија на коронавирус, епидемија и на откази. Многумина од граѓаните, многумина од сите оние гледачи на Добро утро секое утро постојано ни се јавуваат со своите поплаки, со своите жалби, со своите недоволно информираност, би рекла во овие моменти, недоволно информација од самите работодавачи, па и самите вработени лица. Што со оние договори за вработување? Што во моментов со престанокот на работниот однос во вонредна состојба? Што треба за почеток да знаеме? Па тоа, ова што го кажувате, навистина не е само нешто што како информација допира до вас, туку допира и до мене, верувам допира и до многу други луѓе во нашата земја. Тоа е дека всушност сега се наоѓаме во првиот бран на големи отпуштања кои што се случуваат во Македонија и тоа е резултат на комплетната состојба и криза која што ни е предизвикана од страна на коронавирусот, а има економски последици и економски ефекти. Всушност, самото отпуштање и самото реагирање во делот на вработените, односно нивното отстранување од работниот однос не е нешто непознато и нешто ново, бидејќи по логиката на нештата, најчесто кога компанијата, работодавачот има одредени проблеми при работењето, при функционирањето на неговата компанија, први на удар по дефиниција и историски гледано и наназад и во други кризи секогаш биле работниците. Потешко е да се крати на некои други трошоци, да речеме енергенси или слично, ретроматеријали. Меѓутоа, во делот на вработените, во делот на работниците, тоа е она област, тоа е она карика која што би рекол е најслабата и каде што работниците, работодавачите дефинитивно први на удар ги имаат работниците. Меѓутоа, тоа што се случува во моментов и ќе продолжи да се случува, бидејќи велам ова е само првиот бран, за жал, се уште немаме статистички податоци колку луѓе се отпуштија до крајот на месец март, значи во текот на самиот месец март. Агенцијата за вработување ги евидентира отпуштањата, меѓутоа официјални податоци, информации се уште немаме. Ќе видиме колку ќе има отпуштања и во текот на месец април, така што ова е сега еден процес кој што се случува. Во однос на самиот договор за вработување, како што спомнавте, во него би требало, меѓутоа во пракса многу пати не е така, да се наведени одредените услови за промена на самиот договор, условите за отпуштање. Ако ги нема во договорот, ги има во Законот за работни односи, ги има во колективните договори. Тоа што во овој момент се случува во пракса е да работодавачите најчесто ги повикуваат вработените и им нудат спогодби за престанок на работен однос. Значи тоа не е типичен вид на отказ кој што се дава на работникот. Знаете, за да се даде отказ, само еве накратко да објаснам во неколку реченици, отказот може да се даде од три основни причини. Отказ може да се даде заради прекршување на работен ред и дисциплина од страна на вработениот. Во овој случај такво нешто нема. Едноставно компанијата не може да работи, затвара погон, се затвара бутикот, се затвара модното студио, фризерајот и така натаму и тоа е тоа. Вториот вид на престанок на работен однос со отказ е така наречен отказ заради лични причини. Тоа е нешто кај вработениот што недостасува, знаење, компетенции, спретност и така натаму. И во овој случај повторно тоа го нема. Третиот случај на отказ кој што може да се даде е така наречениот отказ од деловни причини, односно отказ така наречен заради технолошки вишок, познат меѓу народот. Сега, единствено како правно решение кое што одговара на актуелната ситуација, која што може да се употреби согласно законот и колективните договори во
во Македонија. А да престане работниот однос во оваа ситуација е така наречениот технолошки вишок. Значи да се даде отказ од деловни причини или да се прогласи работениот за технолошки вишок за да може правно да биде целата постапка заокружена. Но во пракса, велам, се случува нешто спротивно, нешто поинако, еден друг феномен кој што не е непознат во македонски услови. Ние знаеме дека на вработените во минатото им се дава и бланко листови да потпишат, не знаејќи дури или што е, па потоа испаѓаше дека е спогоден престанок на работен однос. Така да и сега им се нудат тие спогодби и вработените под одредени притисоци или доброволно или во договор со работодавачот ги потпишува. Но внимавајте сега, ако се потпише оваа спогодба, има една ситуација која што оди на линија да тој губи одредени права по однос на невработеност. Од друга страна, вториот сет на мерки кои што беа донесени пред неколку дена од страна на владата на Македонија, всушност предвидува да сите оние кои што ќе останат без работа во овие месеци април и мај, добиваат одредена парична помош. Оние крстија плата, меѓутоа тоа не е плата, не може да се даде плата на некој што е невработен, таман работа, тоа е парична помош од 7000 денари кои што се дава на оние кои што ќе останат без работа. Во оваа констелација на односи, голем број на работодавачи им велат ајде спогодбено да престане работниот однос за да можеш да добиеш така наречена парична помош или плата како што вели уредбата на владата од 7000 денари за овој период. Што е навистина малку една дегутантна ситуација. Според мене идејата е да се превенираат отказите и да се сочуваат работните места, а не на овој начин во пракса, барем информациите што доаѓаат до мене, да се стимулираат така наречени спогодбени престаноци на работен однос, за да наводно вработените ете ги искористиле тие 7000 денари од страна на владата која што ги предвиде со уредбата. Ако е тоа така, и ако вработените, односно кога ќе останат невработени ги користат овие 7000 денари, тогаш по некоја логика на нештата би требало да има договор повторно помеѓу работникот и работодавачот да по завршување на оваа корона криза они вработените повторно, односно сега веќе невработени повторно да се вратат во компанијата кај работодавачот. Но знаете што? Најчесто овие кои што отпуштаат се микро и мали предпријатија. Оние кои што се поголеми компании, поголеми фабрики употребуваат некои други инструменти кои што стојат на располагање. Ова е делот во однос на отказот. Меѓутоа постојат и други инструменти во рамките на законот за работните односи кои што и делумно и во колективните договори кои што служат за да токму се менаџираат овие ситуации. Една од нив е принудниот одмор, значи работодавачот може вработените да ги испрати на принуден одмор и во тој контекст да земаат 70% од платата, се додека трајат овие ситуации, оваа ситуација со корона кризата, да они бидат на принуден одмор. Од друга страна, исто така, постои можност за работодавачот да прогласи виша сила во рамките на своето работење, односно да прогласи во одлука дека е жртва на виша сила која што се случува во општеството и во тој случај тогаш работените се спречени да доаѓаат на работа. Еве, например, во Куманово има ситуација, во други градови и така натаму, во други компании, па каде се појавил негде во одредена компанија некој вработен со коронавирус, значи се затвора целата компанија, тоа е виша сила. Внимавајте, тоа значи не стане од тука збор сега за откази или за слично или за спогодбено да престане. Тоа е виша сила и тука по некоја логика на нештата и најправилно е ако работодавачот значи констатира дека вработените не можат се спречени да доаѓаат на работа и во тој контекст тој има обврска да исплаќа 50% од платата која што е должен инаку по договор за работување во целост кога бе исплатен, значи 50% од таа плата и вработените не доаѓаат на работа и тоа е одреден период. И сега ако нели треба да се покаже доблест и храброст и солидарност, јас во овој контекст ги гледам овие два инструмента, принудниот одмор и вишата сила. И работниците и работодавачите едни со други да направат една симбиоза, да подадат рака едни со други и тука работодавачите, посебно поголемите работодавачи кои што сметам дека имаат економска база, сила, тоа овој процес од месец, два, па и три да го изменаџираат на овој начин, да го решаваат преку овој инструментариум. Добро, професоре, а што доколку не се случи ова, што велите вие, работа на договор, да бидат на колективен одмор сите вработени и после завршувањето на водрената состојба, кога ќе спласне сето оваа ситуација, да се вратат повторно на работните места.
Што ако не се случи тоа од работодавачите? Ете, колективно се отпуштани од работа, затворени се, клучна врата веќе има од многу фирми низ цела Република Македонија. Што со тие лица? Кому да се опратат тие? На инспекцијски надзор или каде? Па видите, токму во тоа е цаката. Ако се вака народски да се искажам. Да, значи, ако? доколку вас ви дадат отказ заради деловни причини или така наречен технолошки вишок, никој не ви гарантира дека ќе ве вратат после неколку месеци. Уште повеќе ако потпишете спогодба. Значи, ако вработениот потпише спогодба за престанок на работниот однос, фактички тоа е доброволно се заминува и работодавачот се согласува да се замини, и работникот се согласува да се замини. Тоа е најелегантната ситуација и да речем најбезболната во однос на самиот работодавач, со тоа што тогаш работодавачот не може да ги користи оние мерки од уредбата за помош во износ од 14.500, односно во износ од една минимална плата. А што доколку се затвори фабриката или воопшто фирмата во која што работат, им велат одите на неплатен одмор, всушност? Практично ви давам отказ. Тоа со други зборови, нели како што кажавте, народски кажам. Па има многу непознаници, многу грешки во Чекор, ја тоа го забележувам изминативе недела-две. Значи, работодавачите не можат да кажат на работниците, оди дома и тоа уште да им го кажат, во смисла да не им кажат, нели, вие сте на принуден одмор или виша сила, имаме одлука и така натам. Или да им престане работниот однос, да им кажат од понеделник или не знам од петок, не доаѓај повеќе на работа, ти престана работниот однос. Не престанува така работниот однос. Вонредната состојба не значи дека го суспендира законот за работните односи и не значи вонредната состојба дека ги суспендира колективните договори. Напротив, постапката за престанок на работниот однос останува да важи. Тука немаме никакви измени во однос на некои уредби со законска сила кои што во меѓувреме не се донесени од таков тип од страна на владата. Така во овој контекст на вистина мора да се почитува самата постапка и сите оние кои што ми се јавуваат овие денови, работодавачи и работници, секогаш советувам мудро да се преземаат сите чекори, сите законски аспекти во однос на спроведување на постапката. Инаку спротивно, како што кажавте и вие. Значи, вработениот има право да пријави во трудова инспекција што се случува. Работениот апсолутно има право да не потпише спогодба, бидејќи спогодбата е двостран акт. И тука е потребна добра волја и слободна волја од страна на двете страни. Ако кај вработениот нема слободна волја да потпише спогодба, значи треба со сила да се тера под закани, под уцени или не знам како веќе, да вработениот потпишува спогодба. И тоа, верувајте, за жал се случува во пракса. Еве баш вчера, минатиот ден, имав една ситуација каде што таков притисок се врши на вработениот, да на крајот на денот ми се јавува човекот и ми вели: професоре, сепак ја потпишав спогодбата за спогодбен престанок на работен однос. И сега велам, зошто си потпишал? Не си требал. Веле, не можам да го издржам притисокот. Не е тоа нешто што јас како човек, вели, можам да го истрпам. И ги разбирам луѓето, значи тука во овој контекст, за да бидат и работодавачите заштитени, да не се доведуваат во ситуација да прават вакви ситуации, манипулации и злоупотреби. Значи, еве го инструментариумот кој што претходно го посочив, може да го потребуваат, а ако веќе не можат никако економски, финансиски да функционираат, што не е редов случај, во многу компании тоа се случува, бидејќи сметаат дека одредени мерки кои што се преземени не се соодветни и не се доволни, особено во делот на придонесите, особено во делот што ако дури земете финансиска помош, доколку остварите добивка до крајот на 2020 година, до 50% би требало да ја вратите таа помош, така што и тука веќе луѓето малку Да, место две уштрици се каматите на банките, нели, со таа нивна, да речам, хумана страна, но не е тоа хумана страна, тоа е плюс на камата на камата, така некако му доаѓа исто така народски, нели, во вонредна состојба и тие сакаат да профитираат, но добро, тоа тука се банките, тука нив топ не ги бие во никаква состојба, ниту во редовна, ниту па во вонредна, но тоа е тоа. Би ве запрашала само дека економските мерки што ги воведе владата, дали се навремени, прво и основно, а второ, дали сите се опфатени во тие мерки според вас како економска поддршка? Тоа се подразбира дека треба да биде економска поддршка, нели, со стимулативни мерки пред се во ваква вонредна состојба. Затоа
зашто ако ги нема, се знае што бива заситана, а тоа е економски колапс. За да не се случи тоа, дали мерките се добри и се опфатни за сите и за спас на економијата и сочувување на работните места пред и се? Па јас, сите мерки кои што се преземаат во однос на оваа проблематика, значи во делот на стабилизација и санација на економскиот потрес кој што се случува, ги гледам пред низ призмата на тоа колку соодветните мерки овозможуваат обстанок на компаниите, а со цел зачувување на работните места. Ако ја поставиме сликата низ тој двоглед, односно низ таа призма, според мене, сега зборувам според мене, овие мерки сепак се недоволни и не се опфатни. Не велам дека нема да има и други мерки во иднина, веројатно ќе има, во наредниве недели, денови, месеци ќе има веројатно и сет на други мерки. Меѓутоа, според мене, суштествено беше во овој прв период, кога сите се во шок и во стрес и во страв. А кој што знаеме стравот во економијата има многу силни, може да има последици, нереален страв, ситуации кај што ќе биде сите некако запираат одеднаш. Во овој период според мене требаше да се направи еден радикален, директен, да се донесат директен сет на мерки кои што ќе значи финансиско охрабрување и финансиска инекција во однос на компаниите. Ова го зборам и од аспект за сочувување на работните места во делот на платите. Тука се направи одреден исчекор, меѓутоа велам, има услови кои што треба да се исполнат, значи нема смеете да отпуштите ниту еден човек вработен сметано од февруари 2020, на крајот на годината ќе треба да враќате пари за оние што сте ги добиле. Од друга страна, оваа мерка се искомбинира со мерка 7.000 денари за оние кои што ќе заминат од работа, во ред е тоа, меѓутоа гледате во пракса што се случува, работодавачите им викаат еве ти спогодба, дај оди си да си земеш 7.000 денари од државата, што се губи веќе смислата на онаа цел која што ја се поставам, тоа е сочувување на работните места. И во овој контекст, еве како за крај, придонесите не се опфатија. Работодавачите, особено микрокомпаниите, малите работодавачи, во овој дел навистина чувствуваат предизвик. Навистина имаме ситуација која што не е воопшто едноставна и тоа е моето мислење, но не е само мое мислење, верувајте, ме контактираат секојдневно голем број на работодавачи, каде што сметаат дека овие мерки не можат на вистински начин да им помогнат. Во таа смисла, јас разговарам и ги прашувам зошто, па еве имате ова, па имате вака ситуација, меѓутоа велат професоре, не е велат оваа мерка, не се овие мерки кои што ќе ни помогнат вистински да ги зачуваме работните места. И до некаде ги разбирам и со право велат голем број на мали и микро работодавачи, подобро нека си земе 7.000 денари од државата, отколку јас сега да што ќе биде, како ќе биде, дали ова ќе трае 2 месеца, 3 месеца, па разни информации, па дезинформации, лажни вести и така натаму и така натаму. Сета таа неизвестност, работодавачите ги треба да идат на линија на помал отпор и да кинат кај најслабата карика, како што кажа на почетокот, да тоа е кај вработени. Да, мислам дека како што најави од Министерството за здравство дека пикот на заболените од коронавирус ќе биде во месец април, па така очекуваме со оглед на досегашните ситуации и следствено на тоа дека негативните аспекти од непреземањето на недоволно, односно сериозни мерки за спас на економијата и соочувување на работните места, дури тогаш ќе се видат последиците. И како за крај би ве запрашала дека прецен или треба да се почитуваат законските одредби ако престанува работниот однос, но ми кажавте дека не се навремени и уште нешто, не е прашање, туку чисто како констатација, да си честитаме едни на други, на притисокот на вистина успеа, затоа што синдикатите, стручната јавност и ние медиумите успеавме, граѓаните не молча, нашите гледачи на телевизија Алфа, и успеавме да направиме притисок со заеднички сили да нема минимална плата на целата јавна администрација и на јавниот сектор, односно целата администрација и јавниот сектор, да. Останаа само функционерите со минимална плата. Па добро, јас сум поборник на онаа политика која што значи во оваа ситуација да не се толку допира до она посиромашна група на граѓани, така наречениот среден слој на економско моќни граѓани,
затоа што ако им се сопре економската моќ и сила на оваа група на граѓани, директно се одразува на економијата и директно се одразува на нив. Навистина после треба многу долго време да тие се рехабилитираат, се вратат во некоја економска стабилност. Не можете од сиромаштијата и од средната, ако можам така да кажам, група на економски силни граѓани да земате. Во оваа констелација со евентуалното внесување на минималната плата ќе се допреат токму овие групи на граѓани. Најбогатите немаше да бидат допрени, тие имаат одредени резерви и не ги допират толку, иако велам голем број на големи работодавачи директно се засегнати и загрижени за тоа што ќе се случува и што се случува во економијата. Меѓутоа, таква радикална мерка мислам дека добро е што не се донесе сега за сега. Се надевам дека нема да има потреба ни во иднина и се надевам дека сите од оваа криза ќе излеземе помудри, ќе излеземе посложни, единствени и ќе извлечеме поуки дека навистина во Македонија колку сме, толку сме, потребни сме се едни на други и треба сите заедно да работиме за доброто на нашите граѓани и за нашето добро лично на нашите деца. Нити со нас почнува светов, нити со нас ќе заврши и во тој контекст треба да бидеме мудри и да размислуваме многу понапред. Значи не еден чекор, два понапред, туку многу понапред. Не навлегувам во оние аспекти колку е сето ова реално, дали е, слушав некои доктори на вашата телевизија, на други телевизии, дали е пренагласена или не, или уште е посериозно, веќе се прогласува светска економска криза од страна на ММФ и така натаму. Сето ова, на крајот на денот кога ќе се заокружи, кога ќе се сумира, јас не би сакал ние во Македонија, нашата економија, нашето општество да нижи негативни плодови, односно да нижи нешто што се нарекува психози, неурози, растурена економија, граѓани кои што со одредени социопатски моменти во карактерот излезени од оваа сета криза. Од ова треба да излеземе како победници и лично, но и како општество, како целина. Еве за крај на малце можеби поинаква порака до сите гледачи, значи сите заедно сме повикани да работиме на овие прашања и да излеземе победници. Се надам дека ќе успееме. Токму така, професоре, колку сме, толку сме, токму сме, така? Но пазарот на трудот силно е потресен после овие недоволни мерки за сите, односно се надеваме затоа што следуваат поригорозни мерки во однос на нашето движење, нели полицискиот час веќе од утра е стегнат, буквално стегнат. Но се надеваме дека стегнувањето на полицискиот час ќе овозможи продолжување на економските вистински мерки, да се опфатат сите оние, а посебно малите бизниси, како што веќе ги споменавме неколку пати, да не ги затвораат своите бизниси, да опстојат со заеднички сили, а верувам дека ќе има такви економски инекции, како што и вие ги кажавте, професоре, како директна финансиска помош од владата и ќе има сериозни економски мерки, стимулативни пред се, затоа што во вонредна состојба, кога се ова ќе заврши, веруваме дека сите ќе продолжат со својата работа и на своето работно место. Ви благодариме за вашето гостување и денеска, ви посакувам убав ден и повторно да се слушнеме.